Силви бенд го одбележа 25 годишното постоење на музичка сцена во Битола. Концерт на пианистот Томе Костовски. Повеќе перформанси и изведби во рамките на Баскерфест. Оваа година детскиот фестивал Сидо со нови содржини. Свечено беше отворен комплексот на автокампот Крани. Јубилеот од 25 години постоење на музичка сцена Силви бенд го одбележа и со концерт во Битола. Оценувајќи ја битолската публика како најдобра, Силви бенд ја прошетаа публиката низ времето, од нивните почетоци до денес. Со големо задоволство на публиката, онаква пробирлива и таква каква што е, пошто е позната Битола и што на секој артист му е секогаш голем предизвик, па и нам вечерва, ќе ни биде големо задоволство да уживаме сите заедно во нашиот перформанс. А публиката имаше можност да слушне повеќе композиции од фестивалски настапи, меѓу кои Летна гула бел, Песна за нас, Како да научам, Убавица и ѕвер, Нема проблем, Љубов само за мене, Бакнеш како музика, Ме полудуваш, Не сакам крај и многу други, а битолската публика пееше заедно со нив. Многу ретко мислам на тебе, ме те барам во спомените. Само ти ги пеам песните. Во рамките на Битфест, во Завод и музеј, се одржа концертот на Томе Костовски. Пред битолската публика ги изведе композициите на Бетовен, Шуман, Рахманинов, Лист. Костовски е ученик во Средното музичко училиште во класата на магистер Марија Шамовска-Буџаковски. Учествувал на многу концерти и надпревари во државата и надвор од неа, меѓу кои ќе ги споменеме: Меѓународен надпревар Даворин Јенко Белград, каде освои втора награда, Државен надпревар на млади музичари Скопје 2010, каде ја освои првата награда. 6-ти меѓународен надпревар за пианисти Интерфест Битола, каде ја освои првата награда во 2010 година. 49-ти државен надпревар Клавирско трио Скопје во 2011 ја освои специјалната награда и тоа со 100 поени. 13-ти меѓународен надпревар во Италија во 2011 ја освои првата награда, на вториот меѓународен надпревар за камерна музика во Кавадарци во 2011 ја освои првата награда и многу други. Костовски има одржано солистички концерти во 2011 и 2012 во Битола, а во 2013 настапи како солист со Македонската филхармонија. Истата година ја заокружи со солистички концерт на фестивалот за класична музика Интерфест Битола. Оваа година се надпреваруваше на надпревар организиран од Европската асоциација на музички педагози, на кој од 64 надпреварувачи од сите земји во светот, Томе го освои 4-то место во неговата категорија. И оваа година во рамките на Битфест се одржа Баскерфест, која пречекува публиката не само со улични артисти и музика во живо, но и со низа различни понуди за незаборавна забава, представи, пантомима, перформанси, улични танчери, креативни активности, ликовни изложби, базар на ракотворби, работилници. Првата вечер од фестивалот помина со исклучително голем интерес на трите точки каде што беа лоцирани изведувачите на улични перформанси. На 6 пунктови долж најамбиенталната улица Широксокак, Баскерфест во рамки на својата втора вечер понуди исклучителна програма, исполнета со најразлични перформанси, интересни точки, во кои учествуваа над 50 на изведувачи од повеќе земји. 4-часовната програма ја раздвижи и насмеа публиката, која покажа голем интерес за настанот. Во рамките на Битфест ќе се одржи детскиот фестивал Сидо, на кој оваа година ќе бидат изведени 20 композиции, од кои 14 се новокомпонирани, 3 песни се избор на најголемите хитови на Сидо и 3 песни во изведба на гости од Бугарија и Албанија. Детскиот фестивал Сидо ќе се одржи во петок во 20 часот на плоштад Магнолија, на кој што ќе учествуваат деца, значи победници што биле од разни фестивали. Не деца само од Битола ќе настапат деца има во Одресен, од Крушево, од Струмица, од Прилеп. Значи фестивалот е македонски, општо македонски, не е само битолски фестивалот.
И се надевам, тука имаме гости од Бугарија, од Албанија, од Србија имаме, квартети имаме од Бугарија, многу добро, акапелно пеење ќе има, многу интересно ќе биде, со многу забава. Се надевам дека сите што ќе бидат на овој настан, дека сепак се работи за децата, мислам добро е да дојдат да го посетат, да го видат овој настан. Фестивалот ќе се одржи на 4 јули, петок, на плоштадот Магнолија од 20 часот. Со песната од Скопскиот фестивал "Ако ме боли", нашиот поп пејач Димитар Андоновски победи на фестивалот Сунчане скале во вечерта на нови звезди, односно првата вечер од овој познат балкански фестивал, кој оваа година слави јубилеј 20 години од своето постоење. Исто како на минато годишното издание на Скопскиот фестивал, кога се здоби со 3-то место, така и овој пат Димитар докажа дека има одлична песна. Андоновски досна вечерта им се заблагодари на неговите соработници кои му ја направија песната, и тоа Лазар Цветковски, кој ги направи музиката и аранжманот, и Милан Миланов, кој беше одговорен за текстот. Годинава фестивалот трае само 2 вечери, првата надпреварувачката, а втората ревијална, која е во чест на 20 годишниот јубилеј на фестивалот. Некои од пејачите оваа вечер ќе потсетат на хитовите испеани на овој фестивал за овие 2 децении. На овој фестивал своевремено настапува Тоше Проески, Желјко Јоксимовиќ, Владо Ѓоргиев, Нина Бадрич, Каролина Гочева и многу други. После пауза од 10 години, комплексот на автокампот Крани синоќа беше свечено отворен пред поголем број на гости и јавни личности. Исто така беше промовирана и туристичката понуда на автокампот, со кој сега управува туристичкиот бренд Капри од Битола, на чело со собственикот Никола Трпеновски. Конечно, после доста време, ево, како да кажам, повеќе од 15 години работење во Битола, Капри носи одлука да инвестира и надвор од својот град, така да непосредната околина Преспанското езеро беше една од нашите, како да кажам, мои и желби, а Крани со својата можности и капацитети и убавини си ја нуди своите убавини ги нуди за да може да се работи добро. Иако Крани и колку да е во, како да кажам, на западната ситуација како што беше, како што ја стегнавме ние, меѓутоа можностите на овој комплекс се големи, верувам дека со годините како што доаѓаат ќе престојат нови успеси на овој простор. Можностите во овој простор се право во инфраструктурата на просторот. Значи овој простор е предвиден да собери маса на гости. Значи порано овде се кампувале и биле и туристички, и спортски и така натаму, значи илјадници луѓе, илјадници гости престојувале во овој простор и така е димензиониран, така е планиран, значи планиран да собери маса на луѓе. А можностите се гледаат во повеќе сектори. Тука е природно езерото кое што си има своја убавина, иако е малце како да кажам намалено или повлечено, меѓутоа самата убавина на Преспанското езеро си нуди своето. Со одредени содржини во и околу езерото, тука се прави еден убава и плажа и за дружење, и за сончење, и за капање, и за забава. Овој простор нуди капацитет за сместувачки легла, значи има преку 300 сместувачки легла, кои што возможува туристички било каков друг сектор на работа. Овој простор нуди спортски активности, значи има терени за тврди терени и терени на песок. Простор нуди капацитети ресторански и гостителски. Исто така, потенцијалот на ноќниот живот е овде исто така голем, значи овој простор порано бил место каде што се ноќно се дружеле и се забавувале маса на луѓе, тоа е дискотеката. Потенцијалниот базен што е во инфраструктура поставен, меѓутоа не е одработен на некој начин. Се е тоа една приказна која што со самото работење може да се добро изменаџира. На свечениот чин на означување на почетокот на туристичката сезона во Крани зборуваа собственикот Никола Трпеновски, деканот на Факултетот за туризам од Охрид доктор Сашо Коруновски, градоначалникот на општина Ресен магистар Ѓоко Стрезовски, при што сите ја истакнаа потребата ова место на начинот на кој започна да се ревитализира во иднина да го поврати некогашниот сјај и да послужи како добар пример за успешна приказна за развој на туризмот во Преспа.
Со огромна доза на носталгичност, ние ресенчани, преспанчани, па и воопшто сите оние кои што ја почувствувале драшта и убавините на Преспанското езеро и на овој навистина прекрасен туристички бисер на брегот од Преспанското езеро, автокампот Крани и туристичкиот комплекс Крани, се присетуваме на едни давнешни времиња кога ова навистина беше место кое што во текот на летниот период привлекуваше огромен број туристи во текот на летото. Меѓутоа, по долгогодишната запоставеност, по долгогодишната запуштеност на целиот овој комплекс, еве, срекни сме и посебно задоволни што успеавме да изнајдеме субјект, да изнајдеме човек кој што сето ова полека ќе почнува да го враќа во првобитната состојба, односно да направи повторно еден туристички бисер на Преспанското езеро од комплексот Крани. Наша интенција во секој случај ќе биде она што и многу пати досега сум го кажал и сум го потенцирал пред ресенската и пред македонската јавност, а тоа е дека ќе настојуваме од година во година, од ден на ден, од месец во месец, значи постојано да работиме на изнаоѓање нови инвеститори, на луѓе, на правни или физички лица кои што ќе вложуваат во туризмот, ќе вложуваат во реставрација на преспанскиот туризам кој некогаш представуваше една од носечките гранки на Преспа. Трпеновски најави дека во иднина ќе следат уште инвестиции кои ќе го вратат сјајот на автокампот Крани. Оваа сезона реновиран е ресторанот, летната тераса, плажата, платформата. Вложено е во модернизирање на капацитетот со кој располага автокампот. Инаку овој автокамп представува неодолива комбинација за сечие уживање.